трката е стварно тешка. Доста тешка е трка. За среќа имавме као на почеток малку дожд, нешто на старт. После беше супер време, али јадат те километрите те јадат, знаеш, стигнеш до стартуваш од Шамони, као Кормаер ти е на 80 километра некаде и сите мислат Кормаер, пола трка е тука, веќе е полесно, као, и претходно ние гледаме профил со Јоцо, со Светле, добро, до тука е добро, на крајо има 3 брда као водно, да речеме. Па добро, на крајо, знаеш, као полесно ќе има 3 брда, као водно, ние водно го одеме, не е проблем, знаеш, ќе можеме, али тоа е веќе на 120 километар, може би, имаш ти уште 3000 метра да качиш. И тоа беше... Значи, физички едноставно... Физички, да, физички... Падна. Здраво! Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. И нема официјален старт. Вака као правиме муабет, у некој момент јас само ќе почнам кат. Него, дали ти текиња прв пат кога се сретнавме? Што тебе ти е прво? Не ми текнува точно кај сме се. Знам на трчање, со трчање. Не, пред тоа. Пред тоа, Трајче организираше зимско преноќување на Шапка. Не на Шапка, погоре, на Кетитоврв. И у склоп на тоа имаше и алпинисти, што покажува да. со јажиња, Цвети Николе беше, Васко Горан беше, од Мак Петрол беше, Марин беше. Поголема група бевме, неколку шатори. Сигурно имам и албум тука на Google Photos, дека чувам. Да, тогаш ја прв пат те видов. И алпинист, окей. Да, вежбавме јазли нешто. Па копаше овакво снежен профил, за да одредуваме за лавина. Тоа беше од Бакардан, негде под Бакардан некој одевме. Да. Немаше ново снег. Наредниот ден беше Титоврв. Ама пред вечерта. Да, текнуваме, со шатори беше. Тоаш прв пат се запознаваме. Ти тоаш не беше уште тркач? Не трчав. Мислам, имав изгледа еден ултрамаратон, дека прва трка ми е ултрамаратон на Фрушка гора. Не, ова е предо. Тоа 2007 беше. Фрушка гора? Да. Ама пешачевме, не го трчав, дека ја тогаш не ни знаев дека може да трчаш. 2007. Па тоа е пред... Па може и пред тоа, да. Ја па мислев многу после тоа тебе ти текна да земеш да се растечаваш. Па не, Трајче прво, нели у Матка идевме. Добре. И Трајче почна да иде и као там на тренинзи трчавме некош. После тренинг, нели, као да истресеш мускули. И Трајче вика, има еден маратон, ултрамаратон, ја не ни знаев, на Фрушка гора. Има, ќе одеме со Марин, ако сакаш да дојдеш нешто. И една недела ја почна пат поозбилно да трчам нешто и ојдеме на Фрушка гора и ние пешачевме, дека ја не ни знаев, не ни можев да трчам, а не ни знаев дека може да се трча тукава дистанца. И тоа ми беше прво нешто. Значи ти кажи, рече без тренинг си отишол онака, чисто да видиш. Па да, нели спремен, возев точак, Матка одевме стално на... Па тоа сега ме интересира како... Сигурно ќе најдам. Зимски камп. Сликите ли ги бараш? Ќе ги најдеме после, можеш да ги пратиш, па некако ќе пробам ја да ги вметнам. Да ги видиме. Ќе најдам, дома имам, знам апарат носе. И... Ама сепак алпинизам ти е како по-сериозен прв вака... Прво ми беше маунтин байкинг. Колку одамна зборим? Па средна школа до факултет некоја година. Добро, ама онак како авантуристички. Рекреативно, да, не сум се надпреварал, туку си возевме често Штип, турички. Кочани таму со кочанска екипа, Панче. Да, ги знам. Со нив.
Идевме до Скопје некој со точок, нели, на факултет, тоа е од уште патот што е Конјари средно, таму си идевме Горобинци. Преку превојот. Преку превојот, таму си идевме, Да. ќе не испратеа некое друштво од Кочани до Свети Николе, ние ќе си продолживме после. Што за факултет? Да, торбите по автобус. Ти што уствари имаш студирано? Економски. Да. Да. И торбите по автобус ќе си дојдеме тука со точок. Ќе си воземе исто до Водно, оваму, таму, нешто. На матка идевме со точак исто. Добра, значи ова е студентски денови. Да, студентски. Алпинизмот не е... Тога е почне алпинизам, случајно низ град одам и на бандера читам оглас, упис за школа за алпинизам. И број запиша и немав или нешто, немав телефон, нешто уште тоа беше. И у поштата одам звонам од главната пошта, да. И колко дам Борче Манев или Дарко од Охрид ми се јавија и у гаража кај кој ќе вежбавме кај како му иде, кај зоолошка таму у гаражи. Добро. Таму беше првите тренинзи, да, гаража со табли, со фаќалишта, со греди. Да, тоа здраве ми објаснуваш. Да, прво дали беше. од тоа време е и здраве или не? Па мислам покасно у школото тука кај Тутунски кој се. Значи отпосле со него се запознаш. Да. И таму почнавме да вежбаме, као и викенди одевме на Карпи, често на матка, или најчесто на матка. Зимски одевме Патишка, тука Љуботен. Ice climbing. Да, на Патишка ice climbing само. Значи слично ка здраве, ти си почнал онака алпинистички, да. Карпи, и тоа изгледа за сите си има слична прогресија. Да, и после Трајче улета таму матка да си вежбат со Софија, Марин исто дојде и со нив ајде ке трчаме и прва трка ми беше, нели, тоа Фрушка гора, ултрамаратон, пешачење скроз за 24 сата, 103 километра. И после ништо и 2010 година веќе бев у Штип и викам ке трчам маратон, сакав да трчам у Скопје, нели. Немам стандардниот. Да, големиот, директно на маратон, нема 10-20, туку директно маратон. И некоја програма од интернет, нели? Онака си симна. Да, симна програма, по неа одам и Трајче ми дава некои совети. Тука она претежно на стадион трчав тога и у Штип, дека не ни знаев, нели, на кој пат да трчам. Почеток ептен и добро, тука првиот маратон 3:45. Стандардно, нели, Грчеви и тоа си беше тоа. Значи скроз случајно, без план некој, си немал намера, не знам, си бил алпинизам, па си дознал за трейл ранинг, па ти си видел атрактивно. Да, и трейл ранингот, после тоа некако, после Скопскиот маратон, Трајче, ајде ке трчаме ваму некои делови од Македонија, па ајде па ќе одеме на Фрушка гора, па има една трка у Италија, Лаваредо. Па знаеш, ќе доеме до нив, да. И полека почнуваш да. Значи се ти е преку Трајче уствари. Па да, голем дел е се преку Трајче. Да, он почна као планинарски да ги организира, ама ајде да се растрчаме сега, па имаш и да, он е бил планинарења и трчања. Учесник на таа планинарската лига. Ја не сум бил. Ето. Ти можеби ги знаеш. Да. Кај што имало, нели, на секоја планина скоро. Да. Маратон, нели, планинарски. Тоа е како лига пред времето на трейл ранингот. Да, тоа е Македонија имаше неколку сезони организирана од Атлетска федерација планинско трчање лига. Ето. Тоа замре, ама цела група луѓе си го превзема после како трейл ранинг. Да, некој продолжија, некој комплетно се повлечеа таму. И сега нормално дека ќе доеме до Ултра Трейл Мон Блан. Ама мора целиот историјат да ми го обясниш. Значи, маратон Скопски. Онака, ти текнува, мерак, дај да видам да го истрчам. И сега од тука надале? И после некој време, Трајче, нели, виде дека имам како желба, нели, за трчање, ајде ке почнеме да трчаме.
на некои делови у Македонија ќе ги трчаме, ќе одеме нели Фрушка горе, има пак да одеме на Фрушка горе, одевме неколку години континуирано као на Фрушка горе. Колку пати си бил на Фрушка горе? Па мислам 5 или 6 треба да видам точно. Ама неколку пати ти ја одиш. Првиот пат ја одев, после веќе почнуваме као да трчаме, веќе знаеме дека нели можеш да потрчаш на некои делови и ово, а тие години уште беше немаше многу луѓе што трча, претежно планинарски си ја одеа и дистанцата беше таа 100. Дали уште од тогаш имаше големи желби? Не, УТМБ е позната одамна. Не, УТМБ не ни мислев дека тогај не ни знае 2011-12. Значи појма немаш. Тебе едноставно те завлекува трейл ранинг. И не ни знаев дека можеш да трчаш, дека има толку брзи, дека нели има и тога и мало професионалци, нели, да се угледаш на некој, на тоа. Чисто и ајде ќе одеме на таа трка, ајде ќе одеме прве бевме голема трка ни беше Лаваредо у Италија, Кортина таму. Таа дури можеш поени како беше? Таму се собираа веќе поени за УТМБ, на некои други трки исто на Балканот се собира и Фрушка горе носеше некои поени. Буквално и одевме и на Фрушка горе и како припреми и како нели ќе земеме поени, 3 поена, мислам требаше да имаш 3 трки по 3 поена за да аплицираш за 100 Чекај, идеш на Лаваредо, ама уште на крај памет не ти е УТМБ? Не, првиот Лаваредо исто одам баш како планинарско. Да. Со јакна, немав тога јакна, туку зимската јакна што ми беше за планина, ја носам уранет со мене. Планинарски сте ја терале? Патики. Каква беше Лаваредо? Колку километра беше таа? Првата година кога бевме 2011, мислам 90 километри беше. Од Ауронцо се тргнуваше градчето и после веќе почнува од Кортина да стартува се. И мислам преубаво. Значи првиот пат на Лаваредо ти уште на крај памет не ти е? Не, немав поима за... Добра, и собираме бодови 2014 со Трајче, аплицираме за Лаваредо и за УТМБ. Значи у некој момент конечно си реши да си го ставиш ко цел. Да. Кој е тој момент? И зошто? Па нормално, нели, редоследо на трките и те терат као, ајде ќе соберам бодови да видам што е УТМБ, дека до тога и немаше никој од Македонија ојдено. Да. Не беше никој, не знам од другите земји сигурно, Бугарија, Грција имаше, ама не беше толку, знаеш, и као 100 мили одма, беше оно баш... Milestone. Да, многу... Немавме ни представа што е 100 мили. Тоа изгледа интересна, добра ствар со сите овие твои подвизи. Така ми звучи сега, дека уште од старт си немал нешто страф и представа што тоа може да значи и некако кој тоа да ти има помогнато. Страф, нели, кој ќе дојдеш таму веќе осеќаш као трема, притисок, нешто. Старто, да. Да, инаку општо што сме биле екипата, голем дел секојаш, ако има нели 3 трки или 4, ние секојаш на најдолгата. Нема кратка трка или најдолгата, се знае тоа. Нема главниот ивент, да. И секојаш целта ни е било најдолгата дистанца да ја идем. И сега неколку години ти идеш на Фрушка со Трајче групата, као тренинзи низ Македонија. Колку години тур да си ставиш цел за УТМБ? Мислам 2011 дека почнавме така поозбилно и да се припремаме и за наредни години, као календар ќе си направиме. Сега така. Ова година таму, тие ни се трки. Значи некаде 2011 ти веќе имаш по-онака структуриран пристап. Па да, обично за трки, за тренинг не сме имале некои, нели, workout, ќе правиме оваа недела тоа, туку обично викенд идеме некаде на долго трчање, 30-40 километри. Да, ама преку недела па нешто треба. Добро, да, преку недела, ама немавме некои, знаеш, дека
толку познавање дека треба ова како нели маратон, па се ќе правам темпо, ќе правам ова. Се смени тоа некојаш? Па не. Стана посериозно? Еве кога реши да идеш на УТМБ? Не, 2014 не, после, нели, за наредната 2018 сакав нешто као по да биде по ствари ние 2012 бевме со Трајче. 2012 бевме УТМБ? Да, првата УТМБ 2012 бевме јас и Трајче само. Да. А 2014 јас, Светле и Јоцо бевме. Пак на УТМБ. Да. И 2018 бевме со Игор Карас, Игор Пирковски. Ја појма немав 3 пати да дека се бил. 3 пати. Александар Симјановски и Никола Цицовски бевме. Сеш да кажеш дека за првиот пат си немал сериозен пристап немав да се спремаш? Не, па 2010 нели почна првиот маратон и после као неколку утри собравме бодови за УТМБ и ајде идеме со Трајче на УТМБ. Кој резултат го имаше тоаш? От ја изгледа само тој го знам. Тоа беше 2012 и сега за среќа или за тоа имаше невреме, но големо невреме. И уште пред за време на трката или? Ден пред трката. Добра. И ние уште пред да тргнеме тука имаше најави за лошо време и преку СМС ни известуват: земете 3 слоја облека за трката, ќе има лошо време ово. И ден пред трката снег. И објавува трката ќе биде само 106 км на француска територија. Ја кратат. Да, 2012. Од 140 не? Од 160, да, мили, да. И ја кратат на 106 само францускиот дел. И за нас и некои олеснување тие веќе знаеш, ајде стотка имам секако трчано, не е проблем, нели? Ама 100 мили ќе беше, знаеш, тешко. А на такви услови ти до тогаш немаш 160 истрчано? Не, доми не. Идеш на УТБ знаејќи дека ќе идеш прв пат 160, да. Ама ја кратат. Да. И идеме на 106. Оно беше доста ладно, имаше и снег, нели, лизгаво тоа. Али супер беше, мислам, пак интересно е. Па е тај филинг да стигнеш у Шамони со публика. Имаше некој таргет? Не. Колку сати? Не. Или бар лимитот да го... Не. Па мислам дека околу 17 бев таа година. Не, дека и заради временски услови не можеш да планираш ништо, нели, колку време ќе ми треба, теренот не го знаеш, прв пат си таму. Али супер беше искуство. Па Шамони, па ето, нели, престолнина на трейл ранинг и на, нели. Ти сам за таа трка си беше задоволен? Да. Од ја памтам. Од ја изгледа само таа знам, или може знам уште една. Да. Ама памтам дека беше вест у нашава тркачка заедница, дека отидоа за прв пат наши на УТМБ и дека Жикица го завршил и со солидно време. Добро, тоа може би беше за 2014. Па, ајтоаш, сега не ќам одма толку многу да рипнам, ама после првово, дали конечно решаваш, дај сега малце посериозно, дај... Па да, и нешто прво учество на луѓе од Македонија на УТМБ и одма кај луѓето буде интерес веќе, фати замов. Сака и други луѓе веќе да пробаат, нели, се праве екипа, дека мора многу пред време да го испланираш. Самото пријавување е некаде јануари, а трката е август или септември, почеток на септември. И само во тој период мораш да ги собереш бодовите или како? Да, до јануар годината треба да ги имаш бодовите. Ти не можеш ни да се пријавиш ако ги немаш. Ако немаш бодови, не можеш да се пријавиш. Значи ти предходната година си ги собрал бодовите и у јануар со собрани бодови аплицираш за у јуни. Со тоа значи веќе треба 2 години предходно да планираш дека ќе
ќе одеш на УТМБ за да ги собереш бодови. Па значи од 2010-та, Да. ама не, ти не си планирал, ама секако си ги собрал бодовите. Па да, ние си идевме на трки не за да собираме бодови. Ама 2011 свати дека имаш. Да, имаме бодови, ајде ќе пробаме. Имам и календар на трки, баш сакам да го... Дека многу трки не се веќе не се толку Нешто си имаш запишувано? Да. Да, еве, Фрушки гора 2011. Бевме исто со Трајчи и со Зоран Димов, Рисњак, Хрватска, како го викат тај дел, сега не го знам, над Риека е некако. Добро. И идеме на трка, ни викат блага ориентација ќе биде трката. Што значи тоа? И ние не знаеме, ние не сме биле на ориентација. Нема маркирано стаза? Да, нема маркирано стаза. Навикоти? Да, ќе има за перфорација на точки, ние ќе одеме на трка, со ориентација предходно не сме учествувале, не знаевме точно што не чека. А пределот е таму доста карстен ли, варовник, нема вода никаде. Сува, карпаст. Да, се понира, се понира. Аха. И само на една точка као ќе има вода, другото вие треба да си носите. А исто на колкава стаза? Околу 6 километри мислам дека беше. И ние нели не планиравме, не бевме ни нешто толку брзи за да фатеме приклучок со некој брзи што знаеш може да чита директно карта и да трча и ние ајде ќе идеме по наше и неколку има такви вратачи дупки. И првата точка, ние едва ја наоѓаме првата точка таму. Веќе на третата стигнуваме, немаме вода. А имаме уште 9 или нешто. И викаме, нема шанса. И ние се откажуваме, а Зоран Димов, он си беше тркач, знаеш го Зоран Велес. Да. И он продолжува со некоја група што е напред и успева да стигне на финишира, мислам, супер време, ама требаше доста трчање. Ние не бевме толку спремни, да. Еве, тоа е North Face да Лаваредо исто таа година и Крали Марко првата година е тоа 2011. Пред УТМБ. Да, тоа е пред УТМБ. Ти победуваш тогаш? Не. На Крали Марко? Не. Александар Стојковски, мислам. Не, ја не сум ни у први 5-6. Значи уште не си ни Не. толку навлезен. Да, тоа е почнувавме, буквално ние почнувавме. Тоа беа атлетичари, мислам. Ама сигурно во некој момент си осетил, чекај, ја ако со волку малце посветување ги можам дистанциве, сигурно си имаш решено у некој момент, чекај, да е посериозно да се посветам, оти ми личи кој да ќе има поише успех. Не сум очекувал дека нешто можам да постигнам, нели, па тие светски рамки се далеку биле. Светски, ама ти у локални, мене ако ме прашаш, имаше еден период кога и да прочитам ја или слушнам за ултра трка, Жикица прв. Добро, тука у Македонија. Кој период е тој? Па тука некаде 2013-14, знаеш, повеќе време за тренинг сме посветувале, повеќе викенди. Па значи после првиот УТМБ? Да, 2012 е први УТМБ. После него се посветуваш повеќе? Да. Што значи за тебе си се посветил повеќе? Идевме на повеќе трки, мислам, преку каде имаше трка, ние идевме на секоја трка. А тренинзи? Па тренинзи правев преку неделата, не дека не тренирав, ама немав некоја структура на денеска ова, она. Ретко, нели, на стадион идев, имаше уштип маратонци, што си тренира, што трча Зоран Саздов, Ристо Лазаров, исто на Скопски, беше една година шампион. Памтам, да. И добро, тренизите секојаш ти биле онака спонтани? Па со нив кидеме, ајде ќе правиме. Секој ден трчаш, не трчаш секој ден, си имаш некои цели? Не ми е било преден план трчање секојаш. Дури кога почнуваат повеќе успеси?
Сакав и, нели, точак да си возам малку и планинарење. Уште идев на Карпа, мислам, викенди некогаш. И после веќе со текот на времето мора да посветеш повеќе внимание на една... кога е тоа после? 2014 веќе мислам комплетно. Тоа ти е второто идење на УТМБ. Да, тоа е второто. Пред да идеш си кажа ај сега наредново УТМБ да го направам појако? Па да, имав таму као некоја цел, сакав околу 30 часа да бидам, нели, за 30 часа. И кажуве сега. Реши да идеш пак. Да, и нели, што поени собираме претходна година, се пријавуваме од јануар и сега од јануар как до јуни беше? Септември. Септември е УТМБ? Да. Сега од јануар ти си веќе пријавен. Да. Знаеш дека у септември ќе идеш на трка. Да. Што конкретно правиш за таа трка? Тој период. Дали правиш нешто конкретно? Конкретно е као одеш на трки кои што ти се као тренинг трки. Добро. Да пробаме 100 километра, ама немавме добро, нели, и не е паметно ако е трката 100 мили ти да имаш 100 мили пред трката, нели. Обично идевме на 100 километра, на маратони. Еве, гледам, таа година сме биле на Изник 130 километра, Соколов пут 30 километра, ама со 2000, нели, искачување, тешка трка, Олимп маратон исто. Добро, тоа се многу трки. Па да, 2013 мислам имам највеќе, 2014 подолги, ама по... За какви резултати збориме на сите овие? Фигурираш негде напред, у група, негде победуваш, негде не? Не, мислам, Соколов пут нешто сум бил 5-6, мислам, таа година. Саломон Витош у Бугарија, тој има јака конкуренција, таму нема шанса ни у први 10 да си у Бугарија. Ама секад си прв наш. Па добро, ние... Да. Не е мала група. Не, тоа време иде. Добро, почнува веќе. Почнува, ама 10, 20, 50 луѓе кој како трча локал, тренинзи, ово, оно, се пријавува идеја на трки. Идеја, добро. И унапред си се знаеше Жикица ќе биде прв наш. Почнува тога и трки као да се организира и кај нас веќе дистанци као Крали Марко е, мислам, прва година е 60 километри, да, прва година 64 километра Крали Марко и веќе имаше доста наши македонци што се пријавуваа веќе, не и беше страно као... И сега 2014 Крали Марко е пред УТМБ или како, кога? После УТМБ е Крали Марко. Аха. Прво бевме на УТМБ, па Крали Марко. Таа е 2014. Тогаш ја победи ти Крали Марко? Не, мислам втор дека бев. Мамут Јавус беше првот. А ја 2015. Чекај се, па те избрзав. Јас цело време се враќам на тренингот, оти ми е многу чудно како некако ноншалантно, па не трениравме, така сидевме викенди, сидевме трки. Ја не сум научен така сегаш, мене ми е програма. И тренинзите ни беа на нас претежно, нели, главен тренинг за тие трките е долгото трчање. Ама па толку не е планско? Не, добро, некој план, као што ти викам, Трајче организираше често секој викенд. Добро. И тие ни беа долги трчања. Добро, 30, 50, 60, да. Али идевме као на Аџина река сме одиле, знаеш, па тежок терен со 2000, со 2500 искачување. Многу патеки има кај нас за трейлран. Ја дури имам зборено со Трајчен, он си има како пасија, хоби, у слободно време си отвара Google Maps и си ги ротира. Ја го правам тоа. Ја имам илјадници така. Така да тоа ми е јасно, ама тоа е пак од викенд за викенд. Да. А преку недела? Преку недела, например, Штип сум трчал околу Ридовите, тука нешто, ама не сум
посветил као сега имам јас тоа да правам нешто 5 пати по 3 минути или 5 по 10, без интервали, без нешто. Чисто идеш, трчаш и си идеш дома, али па и тоа е тоа, знаеш, па има страмнина нешто, нема. Добро, ајде, ќе се вратам после па. Ама секако бар подсвесно си знаеш полека да зголемуваш километражи. Добро, да, почнуваме веќе нели нешто и литература, нешто и преку интернет, дознаваме нели кој како тренира, се не можеш тоа да го копираш ти на тебе. Да. Али гледаме некои тренинзи, нели, као оние дабл викенд, нели, сега едно долго, back to back, да, сабота и недела нешто. Некој од тој стил нешто. И сега течат месеците. Јануар, февруар, март, се трча колку што се трча, идеш на трки. Си осеќаш по себе дека се подобруваш во фитнес или си осеќаш дека се заморуваш? Како успеваш да се контролираш без некоја структура, да не се претренираш или може да не премалку да тренираш? Како се ти е на филинг? Па у глобала да, или као веќе имавме нели спортски саат со GPS со тоа и као километража некоја одредена као 100 километри неделно као нешто имаш. И така некако втор план да, си го броиш. Целеш према некоја километража, нели околу 100 километри да имам. Значи сепак си имал, си кажал. Да, според саат, нели. И се водеш горе-доле према километри, што за трейл ранинг па и не е толку добро, нели, да се водиш према километри, дека има искачување. Дека е многу различно, да. По време е по-добро да се ориентираш. Колку сати те фаќа неделно? Па тоа сигурно се биле од 10 до 15, најверојатно. И дали си зголемуваше утекот на годината или колку е толку е? 10 до 15? Добро, да, пред голема трка некоја сакаш да направиш, како повеќе регулираш, нели, па ајде ќе направиш некоја недела као послабо, нели, рекавери, почнеш нешто пак. Значи, па малце од малце нешто си пазел, да. И доаѓа УТМБ 2014. Да. По што е она различна од првава? Како за тебе лично? По што ти беше различна второво идење? Веќе знаевме дека ќе мора 100 мили да трчаме, нема назад. Времето беше добро. И пак ти е тоа прв пат толку многу? Да, прв пат толку многу. Значи дури и овој 2 годишен период не успеваш да отидеш на некоја друга трка што е тоа? Да, немаше се уште тука у регионот. Се не организира. Најдолго мислам дека е 130 нешто ако е било трка некоја најдолго тука. Се уште немаш, сега веќе Бугарија има 3, мислам, по 100 мили. Грција немаш, или Грција имаше Паранести, ама не. И сега идеш втор пат на УТМБ. Да, втор пат идеме. Сега ти се други очекувања. Идеме со Светле и со Јовица Јовановиќ. Светле, жена. Да. Тогаш девојка? Да, тогаш девојка. Добро. И сега знаеме дека ќе мора. Претходно имавме доста добри тренинзи, правевме као до Љуботен неколку пати, 2 пати нешто до Љуботен, до Пирибек. Воедно? Да, воедно тренинг. Претходно исто имавме неколку обиди за таа шар-планинска трансферзала. 90 па да. Шарски води, како ја вика? Не, ово е баш по шар-планина. Љуботен, Пирибек, Езерски, по Срце. По врвовите? Да, по врвови. И не знам точно која година почнавме, дали 14-та беше. Бевме голема екипа, стигнавме до некаде, нешто невреме имаше, мислам до Вејце. И од таму со кола веќе не можевме, поминавме, да. Ова као припреми пред УТМБ? Да, тоа се припреми. И доста често идевме на шара. И водно, мислам, доста го... 3-4 пати, па поразни патеки идевме, па ќе собереш некои 30-40 километри со
2000 метра Да. искачување, што е одличен тренинг. Добро, ама веќе се знае поише за жикице у Македонија. Идеш втор пат на УТМБ, очекувањата се други. Лично сам си даде некоја цел посилна, нешто да надминеш? Па тоа ми беше цел као 30 сата, под 30 сата, тоа е као, како да кажем... Со пласман не си се замарал? Не, тоа е како, да кажеш, у маратон под 3 сата, да истрчаш. Ако сакаш да пресликаш нешто. Ама тешко беше, не успеав таа година. Дека не беше... Трката е стварно тешка, доста тешка е трка. За среќа имавме као на почеток малку дожд, нешто, на старт. После беше супер време, али јадат те километрите, те јадат. Знаеш, стигнеш до... Стартуваш од Шамони, као Кормаер ти е на 80 километра некаде и сите мислат Кормаер, пола трка е тука, веќе е полесно, као, и предходно ние гледаме профил со Јоцо, со Светле, добро, до тука е добро, на крајо има 3 брда као водно, да речеме. Па добро, на крајо, знаеш, као полесно ќе има 3 брда, као водно, ние водно го одеме, не е проблем, знаеш, ќе можеме, али тоа е веќе на 120 километар, може би, имаш ти уште 3000 метра да качиш. И тоа беше... Значи, физички едноставно... Физички, да, физички... Падна. Па имав проблеми со ног, нели, модар, да, сакам да влеземе и у тие детали после. Тоа беше тешко. И ја заврши? Да. Ама? Под 32 сата. Под 32? Да. Ама не си заврши многу задоволен? Не, јас ретко од кога трка изгледам незадоволен, знаеш, не сум оно да се, мислам, би се осеќал убаво ако сум бил под 30 сата, ама окей беше, знаеш, и тоа беше веќе скоро со цела енергија, знаеш, доваѓаш веќе мртов на старт. Да. Нози, квадрицепси веќе ти се мртви. Ама ге се интересно? Си правил 100-ки, 130-ки, 3000 денивација, 6-5, колку и да се. Такви проблеми си немал на други трки за прв пат на УТМБ? Сигурно не ти било? Добро, таму како, нели, дистанцата е подолга и поголема е веројатноста да дојдат такви проблеми. Добро. Други трки... Саш да кажеш до 100, да, немаш проблем, било кај да е. Па добро, да, генерално да, веќе ни е било тестирано, знаеш, до 100 километра, окей, 130 сме имали у Турција, ама претежно порамен терен. Тука има доста стрмни искачувања и доста стрмни спуштања, тоа е голем проблем. Например, еве да споредам со некој трка, таму на УТМБ има скоро 10.000 метри искачување. Бре. Да. А еве Истра, кај што сме биле, исто 100 мили. И 10.000 да ги спуштиш. Да. Шо качеш, треба и да спуштиш. Да. И Истра, например, има 7.000 искачувања, ама тие се распоредени како првиот дел, после вториот дел е многу порамен, а тука е цело и нели има помали брдца, каче спушташ. Тука имаш 10 километра нагоре, 10 надоле, 15 нагоре, 15 надоле. И тоа е веќе тешко. Пред да доеме до третото УТМБ, сакав за тоа со повредите да те прашам. Ама ми отиде мислата. Не. И за во тоа време, од моја гледна точка ја имав една-две пробано, знаев што е трейлран, сам си правив викендашки, така слично, имав истрчано 50-ка, 60-ка, окей. Јас си бев поише и со овие полумаратони, со триатлон, ама тука сме тие спортски кругови, ги пратиш приказните,
И сега на тренинг, например, сме трчале со Кираджиеве или со било кој и ќе падне муабет за трейл ранери. Или за тебе конкретно. Јас сум си мислел дека имаш некој многу конкретен план за како превентираш повреди. Оти, еко што кажа ти, десетици трки годишно, стотки, 120, 130, знаеш, некои луѓе една прават у годината и тоа е цел ритуал, онака со планови, со не знам што, тебе ти било ко хоби, викендашки тури да си правиме. И тоа прво, секојаш прво ми паѓало напред, добро, како не се повредува? Колена, зглобови, кукови, кичми, како не се повредува? И сум си мислел дека нешто многу конкретно, специјално правиш за тоа. Добро, нели, по-млади сме биле тоа веќе пред. Не. Кажи речи сме иста генерација. Не, мислам ја трчам се повредувам, ти трчаш не се повредуваш. Нешто има. Добро, поголема е веројатноста на асфалт да се повредиш отколку на трейл ранинг. Нели? Добро, ништо не правеше за превенција. И си имал ли повреда? Добро, после тоа сум имал повреда, 2018 нешто ова. Бе, тоа више 10 години. Имавме као голема база некоја од планинарење, доста од бициклизам, тоа долги денови на планина, долго време. И тоа е некоја добра база, мислам. Не одеш ти, нели, не сме од нула ние никаде почнале, па нели сега да дојде некој. Значи ти си мислиш дека е тоа причината, од што си цел живот активен, си имаш собрано доволно онака. Од студентски денови кога сум почнал, тоа е било 2002 као, и од тога сум веќе доста активен, као голема база сум имал направено и веќе Значи не си мислел специјално на тоа, едноставно трчаш, гледаш дека си окей, колена трпат. А онакви ситни, не спомна ногт, прст, што спомна. Да, со тоа такви нон-стоп има, така? Да. Сега не толку дека веќе знаеш, нели, тога и почнуваш, уште не знаеш, треба, нели, поголем број на патика малку, треба... Не, ја ги знам, ама мора да пробај да објасниш што поише такви интересни, уникатни деталчиња за трейл ран за некој што може не е толку упатен. Такви некои финтици објасни ги сите. Нели, главно е со патиките. Добро. Тоа главно мора да бидат, нели, удобни, мора као да имаш, да речам, еден број поголеми патики, зависи, нели, и чорапите, нели, дебелина има, дали ќе те потат многу. Мачкаш нешто, не. Да, обично тенок слој вазелин. Да. Тоа го имам научено и уште си го практикувам. Тоа мислам супер е, нема. Тенок слој, супер, оден. Со плускавци не сум имал никош проблеми, освен ако е било многу водено нешто. Тоа е тоа. И исто, многу вазелин сега. Секаде вазелин тоа. А ногти? Си имал паѓања ногти? Да, тоа го имав редовно. И тоа треба некој... Пред да научиш финтава со поголем број? Да. Тоа трае некаде околу 6 месеци додека ти падне ногт. Обично после секоја долга трка, тоа беше со ногтот. Значи поише пати? Да. Идеш на трка, завршуваш, го гледаш модар и си викаш, ала за 6 месеци ќе паѓа. Па чекаш додека падне. И после учиш, нели, сега немавме, тога и немаше и толку избори да купиш специјални патики као нешто. Тука беше само Саломон у Скопје, мислам, нешто можеш да купиш и тие беа претежно за планинари и нешто имаше New Balance као некој All Terrain. Претежно тие ги купував. И немаше некој буџет, нели, да си дозволиш да купам као специјални нешто. А има, рекламите ги гледавме, само не можеше да се набават. Тешко беше и ако идевме на страна некаде... Да начекаш нешто, да. Сега веќе има, мислам, веќе можеш да купиш и у Скопје специјални као за трейл. Значи ти едноставно, од што си онака активен човек и не претеруваш, си се пазиш, само ради тоа си немал проблем.
Па да, валјда и тоа, и комбинацијата, нели, трчање, велосипедизам, планинарење, да. знаеш, не сум бил 100% нешто као... Тоа е разликата. Може би и тоа као... Тоа ти има, моје мислење дека тоа ти помогнало многу за такви повреди, за ментално да си се справуваш со километражите, не си се оптеретувал секој ден, кога можело, вака, денес толку, утре не се трча, викенд, друштва, ово, оно. Ја за разлика, сум прилично спротивен. Ја ако ќе сум одберал дисциплина, ќе дадам, например, целта за оваа сезона е, не знам, Ironman Мајорка. Да. Не правам ја друго. 24/7. Не, значи, ти ќе си отидеш на кар, па ќе си прошеташ, па сега точаче, утре, трейлран. Не, јас сум бил all in и се повредува човек. А тоа што ти за секојаш низ годините си останал така по-сестран, мислам дека тоа те има така одржано подолго да можеш да си тераш. Да, доста возевме тоа. Ја мислев дека сега ќе откриам некоја тајна за Жикица, како не се повредил на милион километри по планини, ама ништо тоа е. Не, нешто ситно да, али не е било оноа као 6 месеци или 3 месеци да не можам да За ситни е ментална работа. Да. И за тоа ќе те прашам посебно, ти мислам дека многу важен момент. Секој ултра дистанс е менталниот аспект. Ама е многу интересно. Уствари не треба да изненаден човек. Нема тајна. Тоа е умереност. Па да, умереност и нели. Само што твојата умереност е 100 километра. Тоа си дојде некако природно, знаеш, кидам на 100 километра. И после, првата 100 километра и Трајче кој ми спомнува, ќе одеме на Фрушка горе и јас на еден другар викам, кидам на трка од 100 километра. Не се зезе и не можеш ти тоа. И толку треба, знаеш, кој ти каже некој не можеш, знаеш, треба и над малку за да истераш 100 километра, голем дел и тоа. И тоа треба да ти каже некој, знаеш, негативно да те измотивира некако да ти... Да, многу точно. Кај ти можеш 100 километра. А он не ти ни знае. Па добро се, јас не сум сигурен дека можам, нели, да ги истрчам од каде, знам, не сум бил, али идеш, беше супер група тоа, првата година, беше стварно интересно. И сега после вторава УТМБ, каква психолошка состојба се наоѓаш? Готово више не трчам или уште помотивиран за пак нешто? Не одма, наредниот ден сигурно не ти се ни живеело. Да. Како беше наредниот ден? Неколку месеци беше тешко. Знаеш, бевме самото одење, бевме ние со кола, 6 луѓе со една кола бевме. Кај Јоцо имаше Citroen, некој со 7 седиште, и еден треба да седе позади, на задно седиште. И ајде, натака е лесно да стигнеш, нели, уште имаш елан, она, као, се е супер, таму трчаме, веќе готово, јас стигнувам ноќта у 1-2 колку таму, на улиците, многу малку луѓе, знаеш. Збориш финишираш? Да, финиширам. После полноќ? Да, после полноќ. Луѓе многу малку, Тена го чека исто Јоцо да стигне, Јоцо после мене стигнува за некој саат. И сега јас, кај што стигнувам од финишот, нас хостелот не е некој мош километар, 2. И ти после 100 мили треба да одиш уште 2 километра до хостел. А Светле? Светле, да, ама она уште една ноќ, она ја поминува целата таа ноќ и стигнува наредниот ден околу пладне нешто. Вау. И до хостелот тоа да ми се тресам веќе хипотермија, тоа е ужас. Нема нешто луѓе волонтери тука помагаат. Па нема веќе, полноќ е, знаеш, и нема кој да те префрле до таму, не. Добро, се тресеш, стигаш. Треска. Стигам у хостелот и
од умор не можеш да спиеш. Сега ти викаш, леле, сега ќе одам ќе спијам знам. 24 сата, така. Не. Одеш, не можеш да спиеш ти веќе. И ништо се, нели, туш, она пробуваш да спиеш, не бива и ништо, одеш пак у градот. Знаеш, веќе почнува фештата од Сабајле, чекат ги сите финишери да, нели, кој ќе стигне за финиш. Јоцо, нели, си беше стигнат веќе, ајде идеме сите у град. Ќе чекаме Светле да стигне и Светле ни пишуваат последната контролна, као и, нели, можеш... А вие сте у контакт? Па да, ама има и лайф, можеш да следеш. Дека трката е доста покриена со... Си имате чипови, сите... Следеш кој каде... И веќе у града е фешта, цел град е излезен, сите се на улица, чекат ги последните финишери. Тоа е најубаво. Ја да бирам би финиширал последен, знаеш. Отколку да финиширам да, сваќам, да. Да. И чекаме ја Светле да стигне. Пречекуваме ја тука, трчам мал дел со неа до пред финишот. Па трчаш. Одам веќе, не можам толку. Али таму и да немаш веќе сила, нели, последните од луѓе, од публика, знаеш, некој те крева да ги истрчаш тие последни неколку километри. И тоа беше стварно филинг, посебно за последниот финишер. Улават сите волонтери со него и го качуваат директно на подиум со првите, фактички. Тоа е прогласување на првите и последниот финишер е со нив на Ама во рамки на тајм лимит. Да, тајм лимит 45 сата, мислам. И овој некој среќа што баш тоа завршува, дека има многу и што не го фаќаат лимитот. Па околу 60% е, мислам, финиш рейт. Вау. Зависи од временски услови, нели? Ако е многу... Па добре, чек, ти па имаш сериозно време од 45 сата лимит, ти имаш 30 финиш. Да, мислам дека 147 сум бил таа година. Од колку дилјадници? Да, таму има 2500 што стартува. Но си знам ја дека имаш не предобри резултати. Добро, али 2014, например, со време под 30 би бил први 100, да речем. Што сега веќе е невозможно. Или што одат повеќе луѓе појаки? Времињата се појаки. Сега со 30 сата не си у први 100, дали у први 200 би бил. Ќе кажеш и за третото идење. Да, паѓаат времињата. И завршува, се собирате сите, сега треба да идете дома. Да, и тоа е... Планот ни беше Светле ќе заврши, спиеме една вечер и као си одеме, али ние веќе мртви, не можеме. Не, ајде ќе продолжиме уште една вечер и ќе си идеме директно, као директно за Македонија ќе идеме. Возите нон-стоп? Да идеме. И тоа беше тешко, знаеш, седеш, нозите ти се тешки, не можеш да мрдаш. И нешто као Трст застанавме, ајде ќе прошетаме малку и ја тогаш побара Светле за жена на враќање назад. Стварно? Да. Тогаш беше? Да. Шетавме нешто и нормално, некако природно, не сум планирал ја ништо да... Што не ти беше у план тоаш? Не, ја немав ни прстен, ништо. Па шта ти текна? Па не знам. Убава атмосфера, Да. Па целото тоа, знаеш, сите финишираме, убава атмосфера беше, убава екипа, бевме супер екипа и... Па баш убаво. Да, и тоа, и на враќање се случи тоа и ноќта беше некое невреме имаше доста, као поминавме цела ноќ у кола, тоа беше, а носевме, мислам, нешто, шатор, вреќе, подметач, ама беше невреме страшно, не можеш да излезеш. Ајде да одлежеме малку у кола и да си идеме, и тоа беше многу. И мене под коленицата ми беше толку отечена, скоро цел месец ми беше тоа, тоа сигурно преголем напор нешто. Па и патот не ви помогнал? Да, и тоа... Отекување... Да. И тоа беше доста тешко. Цел месец, мислам дека тоа е било септември, Крали Марко беше како октомври, нешто, ја немав ни еден тренинг до Крали Марко.
Озбилно? Озбилно, не. Директно ти на трка? Да, ма исто мислам трчав окей беше, само што нели осетиш као мал грч, потешко ти и на успон не можеш да запнеш. Значи, завршуваш, муабетот беше за у каква психолошка состојба си бил. Ај не си трчал заради повредава. Ама не си бил онака скроз откажан да си кажеш, доста ми беше, више не можам. Не, ти уште си имаш у план, Крали Марко, значи ти... Да. Па не... Не ти дошла се откажеш? Обично пред да финишираш, ке као, тешко веќе, ово нема да го правам, али... Значи сепак те фака тој момент. Па да, викаш леле, веќе, дај во да завршам. Што правам, да више? Да стигнам и готово веќе да одмарам. Али нареден ден веќе си со друг. Па добро, доста брзо се враќаш, мене поише ми треба. Па добро веќе, нели имаш испланирано дека ќе биде и Крали Марко, нешто ово, но... Ама дали си кажа, мора се вратам на УТМБ? Па да, јас секојаш би сакал да бидам там сега, дури и да не се надпреварувам, би идел за атмосферата. Да, има ли уште? Има уште? Да, само сега е некој концепт изменет, нешто се под Ironman или партнерство се со Ironman сега. Озбилно? Да, од оваа година. Само остана изгледа уште стариот начин на пријување за собереш бодове. Да. И сега од наредна година имат као нивен календар на трки, кај што ќе има некои камења собираш. И само таа е начинот да улезеш на УТМБ. Ова сега нешто најново. Да, тоа е од лани. Да. Инаку претходно беше трка у Македонија као Крали Марко, носеше бодови зависно од дистанца. Памтам, да. И сега треба да е трката под покровителство на УТМБ за да оствареш бодови или камења за да можеш да аплицираш за... Да, тоа сега. Битно сега идеме дале. Вториот УТМБ завршува. Отвори си го календарот. Да. Многу ми интересно, човече, имаш милион таму. Да, тоа беше. Сега, зашто има толкав период до 2018 за пак на УТМБ? Што се случува тој период? Нели, фамилија, некој, знаеш, ти не, чекај, не паузираш со трки, едноставно не ти се погодува УТМБ. Не, едноставно УТМБ е толку голема трка и притисок, што не можеш да го правиш секоја година, мислам. Треба и некој период за одмор, па додека, нели, пак се собере таа енергија, па екипа да се собере и знаеш, требаше малку. Не дека одмараш многу, ти пајдеш на други. Не, ние идевме на трки, ама УТМБ е стварно голем притисок, што зборевме, треба 2 години претходно да го испланираш, одмор, работа, финанси. Да, финанси, тоа беше стварно скапо и да немавме ние помош. Тешко идејќи учествувавме, 200 евра беше стартнина само. Плюс треба, доеш тамо, спиеш на Шамони, едно најмоденските места у свет. Да. И доста финансиски е тешко, не можеш да го избавиш. Ама вака со форма, со успеси, како ти оди после вториот УТМБ? Се осеќаш вака сега како појак, поискусен, поспремен за некои наредни, кога се појавуваш на старт на наредна трка, имаш поголема самодоверба, како е тој период? Па не знам, едноставно мислам УТМБ ти исцрпе оноа до максимум, што како да почнуваш одново. Мене така, тоа чувство го имав, знаеш, после УТМБ, како да е скроз однов, нов старт, да, скроз ресет и почнуваш нов период. И кој период го почна? Што реши да правиш после? Па као малку смаливме со трки, не патувавме толку, знаеш, и целото тоа патување е многу напорно. Добро. Патуваш, дојдеш у недела, понеделник на работа ти, после 100 километра или после тоа, што стварно е тешко. Значи, сепак малце проредчуваш. Да. После вториот УТМБ. Да.
проречуваш трки, ама уште тераш тренинзи? Одевме на трки, претежно тука што гледам по календарот, тука Македонија, Бугарија, нешто Турција сме биле, Србија, кои што не барат толку средства и толку време да се одвое за нив. Има ли таму Totals? Не, тоа ми е на Garmin. Само ги имаш изистано? Да, имаме. Пробував нешто по боја да ги селектирам која е 100, која е тоа, ама нема уште. Многу трки се, човече. А многу е, ние некоја година имавме можда под 4 Vertical miles. Да, vertical километар правевме доста. Имаше некои изданија на Церипашина, на 100 miles, Истрија. Шо е? Кажи, речи секој месец некој ултра. Па да, обично ги има нели на пролет као и на есен преку лето. Не, ти си премногу скромен. Ти си премногу скромен, ова не можеме да го покажеме да некој да гледа, ама ја ќе кажам дека вака скролам грубо, плюс многу убаво ги имаш скоцкано браво за листава. Секоја година, вие што слушате, а и гледате, Жикица има внесено за секоја година секоја од позначајните трки. Значи тука сигурно има и сите трки. Сите трки, да, добро. Сите има и маратони. Не, сам да кажам, нема од оние трейл ранс што си ги правите викендашки. Не, тоа не тие знаат 50 километра бидат. Да, тоа не го само ако е официјално. Овие се официјални финишер трки. Преку една месечно. Вака некој груп просека треба да удрам, секој месец си има по една. Добро, има и маратони. И се терат годините, 18, 17, 16, 15. Браво. Да, колку 13 е најполна. УТМБ. Не, джаве, ти си премногу скромен, демек си паузирал, тука си цепат, трки си цепат, сега мора доеме до пак УТМБ. Како па, после таа Голгота, си кажа, па да отидам. Па, претежно, нели, чекаш да се собере екипа, дека сам не би одел никош јас на УТМБ. И сам и други од Македонија. Сакаш да има добра екипа, нели, со која ќе тренираш предходно, со која ќе одеш на некои трки предходно, тренинзи ќе гледаш убав момент. Да, тоа е уствари, процесот е многу интересен, многу дружби преку викенди. Да. Тоа. Сам ја не верувам, нема и филинг да идам сам ја на УТМБ или на некој трк. Тренинзи ќе правиш, ама стварно, вака која... Да, обично и на други трки, сите што сум бил, не сум бил, јас сам, нели, секојаш и друштво имало и као енергија добра, идеме, нели, смешки, на интересно. Значи, пак е, да, се... некој сплет на околности, а не е са ти си зацветала 2018 мора. Да. Ти трчаш, друштвото е тоа, групата е таа, шат пат се спомнува, има ли интерес, нема. Да. Доваѓаат нови луѓе, некои прекинуваат, па некоја нова енергија. Обично на почеток на година споделеме, јас сакам да идам ваму, сакам таму, тоа ми е кеф. И како искочи, сега ја може ги инсистирам УТМБ да ги раскажеш, ама после сакам да те прашам и твои лични фаворити, ама чисто да завршиме УТМБ приказнава. Третото идење, како е па тоа различно од другиве? Таму сме веќе најбројни, идеме, значи, Пирковски, Карас, Симјановски, Цицовски, јас 5 луѓе идеме. Значи, до сега најбројни. И идеме 2 коли, од тука тргнуваме од Скопје и зимаме го од Србија, сега, не може да се сетам на името. Зоран Прекогачич, он исто доста има учествувано на ултрамаратони и идеме и него го зимаме, значи идеме 6 луѓе. И што е најинтересно, јас од
колку пати сум бил у Шамони, 4 пати. 4 пати во истиот хостел одам. Така букирате? Да. Тука е малку, нели, малку надвор од градот и заради цена, а и супер е хостелот. И исто 4 пати идам таму, 4 пати у истиот хостел. И знаеш, ја веќе сум бил на УТМБ, ама таа трема и тоа не можеш да избегаш ти од тоа. Значи и третиот пат, идеш и па исто. Да. И се тука имав некои проблеми, некој дена пред трката, као некој пролив, дали од вода, дали од тоа. И викам јас дали ќе можам да стартувам, тоа не можам. Пробувам као 3 километра, трчаме тука низ градот, стомаот како... Колку дена унапред пристигате таму обично? Ако трката е у петок, трката е секојаш у петок е стартот, ние вторник сме таму. Значи па има за 3 дена. Да, мора да биеш 3 дена, 2 ноќи, нели, не спиеш, па иде уште 2 ноќи, скоро цела недела си. Да. И деновите пред трката ти си скроз... Ужас, јас викам нема шанса, јас кој ќе издржам тоа и не можам ни да јадам, ни да некој тровање си фатил. Па да, дали од водата е нешто било, нели, секојаш и со промена на вода, може и тоа. А и стрес малце? Да, и стрес и никако не можам да се смирам 3 дена. Тоа беше нема да биде овај ништо нема да биде. И као нешто пробувам, експеримент, не можам со таблети, нели, ја гледам, пробувам некој пробиотик, ништо не бива. И случајно читам нешто као дека за такви трки обично тие што се профи со пробиотик, со тоа почнувам месец дена пред трката, знаеш, секој ден превентивно. Да, превентивно. А веќе е касно за мене, ја имам уште еден ден, немам шанса што ќе правам. Нешто пробувам, вода со сода бикарбона, нешто Онекспи, као добро е, смири се, ама веќе сум као доста исцрпен. Исцрпен си скроз. Али идеме на... Тоа е дехидрација, сериозна. На старт и чекаме тука. Веќе ти треба на УТМБ на стартот, ако стартот е од 6, ти треба си таму во 4. Зашто? За да фатеш некоја позиција, пошто 2500 луѓе, тоа е како инка веќе доваѓа. Да, и ти, освен за елитите, нели, кои што ќе седи у хотел, и он иде директно за нив сима, да, нема проблем. Али за другите е веќе кој каде ќе застане. И нели, сите сакат. А зошто сакаш ти да си понапред застанат? Почетокот е на УТМБ како некој тесно грло, се трча, нели, мал дел низ градот и после као покрај, тај да кажам, некој пат за велосипеди, нешто тесно. И тебе самото тоа поминување на луѓе те троше веќе, знаеш. Од лево, од десно пат, нели, може да се... Саш да кажеш, ако случајно не се, ако се наместиш у лошо место, у смисла негде позади у групата, најубаво е со некој... ќе бидеш успорен затоа што таа група луѓе ќе трчаат и онака поспоро од тебе. Да. Така. И уствари да, ти реално. И веќе натаму исто почнуваат планинарски патеки кои што се веќе сингл трек, кои што ти таму поминување. Трошиш многу енергија за да или одеш многу спора, нели, од почеток има еуфорија као сите се залетуваат. Да. Мислам и ние сигурно. Сега после следеш, нели, на крај, пошто на секој контролно има статистика кое место си дошол, со кое си излезел, колку си одма тука си гледаш сам? Не, после финиш. Да. Можеш и сам да гледаш, ама нема логика. Да. И идеш таму, дремаш 2 сата пред старт. Да, и чекаш и обично дехидриран. Пред старт е дожд врнеше дожд, па гледаш да фатеш некоја стреја, да не си на дожд. И чекаш и нели ќе дојде оно одбројувањето, ќе почне на мелодијата Вангелис, што е.
И почнува веќе оно трема. Али веќе кога стартуваш У првата секунда готово. Готово, почнеш Се да трчаш ресетира, да. и готово. И идевме као јас со Симјановски одев, а Карас и Пирко беа нешто понапред. И тука веќе у градовите е хаос, првите контролни точки, многу гужва, не можеш, ако се изгубиш на секунда со партнерот, тешко е да се најдеш. А имате некој план групно да идете или? Па немавме претходно договорено, пошто дистанцата е долга, не знаеш на кој шо може да му се случи. Секој со свој ритм се иде. Свој, обично тоа, ако се поклопеме со некој, окей, идеме заедно, тоа е тоа. И некаде со Симјановски идев до некоја контролна Сен-Жерве, таму нешто гужва и веќе оддели се со него и одам, не знам каде е он. Карас и Пирко ги среќавам случајно у еден шатор таму некаде. И продолжувам со нив заедно. И ноќта ја идеме заедно, али тешко е, веќе ладно, некаде на превој, идеш превој некој до 2700, мислам дека е највисок, а ти треба таму 12 сат од ноќта да го качеш тоа. Паѓа минус тој период? Да, ама генерално не е дека се движи, знаеш, не е минус 20, ама ладно. Обично, добро, јас не сум имал проблем со ладно, има луѓе што се сензитивни и што е проблем. Аха. И до Кормајер идеме заедно таму, нели у салата таму, како што ти спомнав, као пола трка го сметаме тоа, да, таму те чека дропбек, си праќаш ти претходно од Шамони патики, нели што сакаш, да, за таму да се комплет да се сменеш. И си имаше ти фул се да сменеш? Да, можеш да си сменеш се, немав тогај проблем со патики, со тоа, нешто чорапи, мајца менам, само. Браво, супер. Да, чак има и туш, нешто, онако ти треба, нели? У тој момент ти се осеќаш окей? Да, добро е, као стомак 80 километра за колку веќе бевме таму, за 14 сата. Предхон 2014 сум бил за 12, као викам, супер е сега, знаеш. Ама сепак малце поспоро. Поспоро малку, да, поспоро идеме. Онака дека не беше у иста форма или? Да, не бев и у иста форма. Окей. А и си идевме тројцата заедно, знаеш, некој беше по-добро е да идеш со некој што ти е тука, близок, што, знаеш, по-лесно е. И таму се комплетнели, пресоблекуваме кој што смене, алишта, патики, и продолжуваме натака и таму веќе почнува успон, иде домот Бонатие, мислам, тој спорти Монблан, немаше некој добар, нели, видик тогај. Јас, Пирко и Карас идеме и не знаеме за другите што се случува, за Симјановски и за Цицовски. И идеме некаде и таму доваѓа еден успон, Гран Колфер, тоа е, мислам, највисокиот предел на трката. И многу стрмно искачување. И таму Пирко беше најспремен, мислам, таа година. Не знам дали го знаеш Ивор Пирковски. Не ми текна. Нагоре лета. Не можевме да остигнеме, ни ја, ни Карас. Карас дали некои проблеми и спуштаме ја и Пирко до наредната контролна. Карас нема, не знаеме каде е, некаде позади, не знаеме што се случува. Продолжуваме ние со Пирко. 120 километари и некој бевме у комуникација, дали со Јоцо, некој ни прате порака, овој се откажа, овој, знаеш, као... И Карас бил на некоја контролна, најверојатно, као дали да се откаже, дали не. Смисла. Да, на ултра е секојаш најдобро да не избразува со одлуката, нели, одма да кажам готово. Так. Почекај малку, одмори, јади, пи. Ултра е саат, два, нели, не ти мене ништо. Да. И некаде разбраме дека Цицовски се откажал, Симјановски се откажал, за Карас не бевме сигурни као нешто, дали се откажал, дали не, викаме од толку луѓе сега само двајца, знаеш, не е некако филинг, ние остануваме само двајца. И
Тоа е 120 км некаде Шампел Лакето, швајцарскиот дел веќе, нели минеме италијанскиот, швајцарскиот, доваѓаме и од таму почнуваат тие фамозни 3 брда некаде. Аха. И веќе јас стварно тешко не можам веќе да го пратам Пирко, не можам. Пирко стварно брз, многу беше спремен таа година и на некој превој, знаеш, застанам за секунда, нели, со стапови, со штеки, се потпрам и као за секунда спијам, одма заспијам. Леле. И гледаш ти некаде на 2500 си на некој превој и гледаш доле некој градче, светат некој светло и баш му викам на Пирко, викам, сигурно не треба ние там да се спуштаме као... Ге колку Многу е, нели, удолу е, тоа е провалија, сигурно не сте до 1000 метра треба да спушташ. Не, тоа уствари тоа треба ти да го спушташ до град. Не. И идеме таму некаде заедно и Карас имаше еден добар спуст, успеал некој и фанаме приклучок и тројцата веќе заедно. И знаеш, веќе беше многу тешко, ама од една страна па и полесно, веќе тројца се не тројца, знаеш, да. И тешко последниот успон беше стварно, застанувавме некаде покрај пат, одмаравме и луѓето прашуваат добро, дали сте добро, дали ова. Тркачи. Да, тркачи. Али веќе тоа успоно, знаеш, као на карта е 8 километра, профило е окей, али тоа се е некој корења, некој камења, некој многу тежок терен и тоа беше последниот успон. И после од таму имаш 8 километра спуст до Шамони. Да. Да, и стигнуваме, нели, Шамони таму не чекат. Симјановски, Цицовски, Зоран, Мартина беше на Карас. А вие тројцата и ние тројца, да, и со знаме македонско улаваме тројца, па беше, да кажем, можеби поубав финиш ми беше од 2014, знаеш. Временски послаб, ама заради филингов многу поубав. Многу поисполнето некој. Да, тројца да. бевме сите, бевме заедно и супер беше, тоа беше, оно баш закон. Дали на било која од овие траки, некоја од овие попознативе фаци виде, се запозна, сликна, овие Килијан, не знам, ти кажи други кои, јас само Килијан го знам. Добро, првата година знам уште 2014 бевме и у супермаркет улами и одма среќаме тој Себастијан Шењо, он беше доста... И ми текна на него, да. Топ 3. Со бечка, да, тука на уше. И он беше оно баш фаца. А Килијан го начекавте? Килијан, да, ама Килијан беше у шатор као нешто презентација, а ние бевме тука на улица. Аха. И он нешто како промоција нешто валјда држеше, а исто 2014 победи Франсуа Даен. Добро. Не знам дали го знаеше, доста висок така. И него одма после трката го сретнавме и тука сликање ова она со него. Нешто да го прашате некои финти? Немаш толку, знаеш, и време, и он после... Генерално и среќававме луѓе од Балканот, некои што се од Србија, од Бугарија, например Звезда е таму и Марија Николова од Бугарија, прва жена што финишира у топ 10. Озбилно? Да. Од Бугарија? Да. 2 пати мислам дека има топ 10. Што е огромен резултат. Јако. И со нив се среќававме доста често и по трки тука зборам и они. Кој е најуспешен тркач на УТМБ вака историски гледано? Па мислам дека е Франсуа Даен. Аха. А овој Килијан? Килијан мислам дека има. Или он е пред 3 подамна. 3 победи, а Франсуа мислам 4. Знаеш, као Килијан е по-сестран за секакви трки, знаеш. Да, он на се иде, да. 100 мили, вертикал. Да. Додека овој Франсуа е стрикно 100 мили. Каде иде? Само утраш. Да. Оде и 100, ама 100 мили
мислам дека му нема рана. Да. Лани... И рече, он бил еден од твоиве 3 учества, он има победено на некој од нив. 2014 победи он, а 2018 кога бевме, беше чудно дека доста се изоткажаа, беше као и Килиан тргна, Волмсли тргна исто. И они се откажале? Да, они се откажаа нешто и испадна сосем неочекувано, што беше доста интересно, мислам, победи Тевенарт исто има победено на сите трки што се усклопо на УТМБ од 50 до 160 има на сите побед. И таа година победи. Втор испадна од Романија еден дечко Роберт Хајнал, што никој не очекуваше, знаеш, иде човеко, ни како беше не у панталони за трчање, не беше ни хеланки. Што? Али да, нек условите беа и тешки, тоа, знаеш, таму не е само дали ќе врне, ако е топло, таму е стварно тешко, знаеш, цело време си изложен на сонце, ако е топло, не е добро. Си мерил ли некад колку калории? Не. Такви ствари не пазиш? Не, обично... Пиења, јадења... Да, на утра, као си имаш некоја на пола сат, на 45 минути нешто да земеш, да пиеш, оти веќе ако дојдеш ти до фаза кај шо. Ама вака за себе лично си немаш навлезено... Не. Се е преку тренинг тоа. Да пробаш, например, само масти или не знам, не. Најразни експериментирања. Имам пробувано нешто со фастинг. Добро. Само тоа. Што имаш пробувано со фастинг? Као 24 сата само вода или чај нешто. Пред или после и како? Не, тренинг, нели, тренинг недела ушти. Добро. Ке пробам 24 сата фастинг и ке трчам нареден ден, као окей, немам патна енергија, нешто, ама тоа само некој период го пробува, сега не би... И ова си го правил со која цел? Па, чисто да видам, што викаме, нели, организамот, као на масти да иде. Да. Заради тоа да видам дали ќе имам патна енергија и тоа. Окей, нели, скинеш и некој кило, нешто, ама не, мислам, немаше таа енергија за... Да. Ја имам мислено многу за тоа. Да. Ама трейл ранинг е специфично затоа што иако е толку долго и ќе си кажеш дека енергетските потреби се примарно за масти, заради угорниците и удолниците, макар и на кратки секунди, мускулите сепак продуцираат преголем форс, снага, што не може да ја извади од масти. И затоа не можеш трейл ран со високи угорници и удолници да си на масти. Ке се осеќаш дека ти фали тој екстра шпиц што се вика. Да е само рамно, 100 мили, само рамно, има смисла. Само масти, стеди, нема нагоре-надоле, и за тоа има смисла. Ама трейл ран е специфично заради тие угорниците. Да, ти не ја гаѓаш зоната точно. Обично има на тие трки голем избор на храна зборам. Од станици. А ти нешто што си носиш? Да, нешто сопствено нешто, ама тоа е некое барче, нешто ова, ама чак на УТМБ немаш потреба и да носиш освен нешто ако сакаш од контролна до контролна, чисто да си има доволно. Да имаш, дека има енергетски барови, гелови, чудо, не знам, електролити, енергетски пијани. Ама ти си некако онака by feel, спонтан, немаш некој конкретен план. Па не, на утрата и тоа е, знаеш, како идеш што ќе посака организамот тоа, например, Кока-кола ја не пијам никогаш, али на трка ќе ми дојде сакам Кока-кола да се напијам. Да. Да, инаку немам Кока-кола, немам купено јас никогаш, да. Али на трка ќе пробам Кока-кола. Сакаш некој, знаеш тоа. И нели што слушам некој, што читам, што се овие професионалци вика, зимаш тоа што ти изгледа убаво, тоа што у тој момент. Да, у тај момент тоа го зимаш. Си го слушаш. Да. И тоа уствари има многу смисла. Да. Ако имаш некој нагон, слушај си го телото, значи тоа му фали.
тоа му фале на телото, не може сега ти ако треба да јадеш, нели, ориз да земеш нешто друго. Тоа е тоа. Сега малце ти сфорсирав само за УТМБ те прашував, ама сакам да ми кажеш како твои омилени, дали трки, дали сеќавања, кои ти се твои така најфейворитс, што се вика, моменти од целава оваа кариера, да речеме? Најомилено, мислам, секој луѓето што сум ги запознал, нели, со овие трки, тие пријателства, тоа е врв. Тоа е најбитно, мислам. Другарствата, групите. Да, тоа што е и уште постое, нели. Уште си да, баш е обстојува тоа. Некои омилени трки, омилени стази? Па секој Крали Марков, секој омилено. Да? Да. Зашто? Па као за мене прва трейл у Македонија, прва трейл трка у Македонија, Крали Марков. Иначе ја трчав еднаш на неа, ама не на целото. Како има они повеќе дисциплини? Па имаше 60, 30, 20 некоја? Да, 18, 20, така изгледа такво нешто, да. И значи, тоа беше Крали Марко ти е омилено. Да, Крали Марко. Дека таму почнавме сите што трчаме сега сме почнале на Крали Марко. Да. Кој да земеш, мислам дека се одржува ли уште? Па или не, за жал као на стендбај уште. Да. Која беше последно? 2018 мислам дека беше последно. 19-та не се одржаа, нели, пандемија, 20-та као беше ревијално 10 години, 10-ти јубилеј и као се собравме само да одбележиме таму. Направивме една трчанка, да, немаше ивент. И сега се уште, знаеш, и многу енергија требаше за дека е прилеп, треба да патуваш и сега, знаеш, малку и луѓето се и сакаат ме и не ме, знаеш, малку е. И сега од сите овие трки, 10 години те фаќа, како си ги правил, и повеќе уствари, си имаш ли осетено на себе дали некоја ти лежи повеќе? Пример, може пески ти лежат повеќе или што подолга. Ако треба да се ставиш сам во одреден профил на тркач, кој мислиш дека би бил ти? Па 100 до 120, 130 нешто. Со да е со 5000 метра нешто, искачува. Да е 5-6 Да е техничка многу или не? Не, мислам дека не сум толку за технички, као посебно за спустови не сум. Оно сум баш како сметам се како за all round, од се по нешто, знаеш. И на успони не сум најбрз, и на спустови не сум најбрз, знаеш, тука некоја средина. Тоа ми некако лежи. У најдобрите години, најдобрите трки, дали си ги трчаше комплет? Мислам, сега се подразбира дека има некојаш угорници кога е поефективно да ги одиш. Да. Ама тоа се кратки моменти. Збориме, еве, например, првите години на Фрушка си ги одал. Да. Понатака си ги трчал. И сега у најдобрите години ти беше као најнормално да трчам цела. Па добро, да не можеш да трчаш цела, туку иде некој, нели, угорен дел, као си даеш некоја задачка, трчам до следно дрво, до следна точка некоја. И после? После малку одеш, да, после пак. Се има разни, мене ми е тоа било, ќе поставам некоја точка, окей, трчам до таму, некој има као трчам 1 минута, 2 одам, трчам 2 одам, секој си има. Мене ми е секојаш било оно некоја точка зададена, трчам до таму, одам. После ако, нели, теренот дозволи, си трчам као. Да. Али угорници не сум, се и толку, исто и ко почнувавме со трейл ранинг, излавам од дома и одма угор, пошто штипе, нели, некој... У дупка. Да, дупка, баш дупка и иде одма угорно и јас сега се присеќавам, ја одма излавам од дома и трчам угоре. Сега тоа не го правам, значи идам малку,
нели, пешачам, даш да се време, загревам и не форсирам се горница некој да трчам или да... А порано, знаеш, ако не трчам, не е трчање, нели, не е трейл. Сега некој по-друг пристап, по-релаксиран. Па ако бе што. Да, па мислам и 100 пати, па ама треба време, нели, да... Искуство, да дознаеш тоа. И сега следниот дел од муабетот, ни сам не знам како го толовам, што да прашам, ама темата е менталниот аспект. Ја нешто имам гледано од други подкасти, интервјуа од некои тркачи, колку е важен менталниот аспект, па какви проблеми психички може да има тркач за време трка, па како се справувале, па своите демони, па ова, она. Ама е некако ќе морам на тебе да ти ја префрлам топката, ти некако да ми го водиш тој дел од муабетот, да пробаш да ми откриеш вака која сакам да знам многу што се случува ментално за време, пред кризите, како личат и скрос ментално зборим. Тоа ситни повредички, окей, не ме интересира. Некако почни било кај, па валјда ќе најдеме некоја нишка за менталниот аспект. Да, голем, нели, покрај физички аспект тука е многу важен и кај утрите и тој ментален. Ко веќе последните делови е скрос оно психа е само, немаш ти физички ништо, ти си веќе исцрпен, нели, као физички, само останува оно ментално нешто што те бутка, ајде уште малку, ајде уште еден чекор, ајде, као се лаже, знаеш, цело време, ајде да го качам уште, тоа да го спуштам уште, ајде тука да потрчам малку, цело време некако се лажеш, као... Кјаше, еве интересен момент, викаш се лажеш. Па да. Или го значи лажеш нешто ти мозок. се случува. Да. Значи ти сепак играш некоја игра. Да. Пробај да ми доловиш што се случува, па што, како две лица ли имаш, како? Да, обично, нели, кога е долга утра зборам, не ја перцепираш ти трката како е, сега треба јас да трчам 100 км, као идам до контролна, 10-15 км. Тоа како унапред, како стратегија си го поставуваш? Па да. Добро, и? Трчам од там, тоа ми е трката, нели. Таму као, нели, не финиширам туку, таму застана. Па си правиш револуација. Да, нели, добар сум, како сум, добро се сеќам, па ајде идам до следна контролна, нели, да видам како ќе. И тоа што зборам, нели, не треба однапред да донесеш одлука, као толку јас се откажувам тука. Треба малку да одмореш, да се соземеш. Знаеш, некојаш е добро и да седнеш, да јадеш, да пиеш, некојаш дури и да спиеш 15-20 минути, пола сат, па да донесеш одлука, па можеби ќе биде многу подобро веќе тоа и како мене ми се случи на трка у Србија, као осеќав некоја повреда, нешто, после 70 км и одма у 11 саат отстигнуваме на една контролна, викам, јас се откажувам од тука, до крај уште 50 км имаше. И као превоз кима од тоа село, всушност превозот беше вечер у 8 саатот. Ја за тоа време што седев, 50 км ги испешачев и ги си стигнев. Да. И нели по патно пак имаше контрол. Ама ја пребрзо донесе одлука, као веќе се откажувам. Не може. А 100 пати ќе беше подобро да си продолжиш. Да одморам малку, да јадам, да се соземам и да... Значи, тоа не е добро секојаш да одма да донесеш одлука. Нели, оставаш го. Бројот јавуваат веќе надпреварувачот е откажан, не е готово. И сега, ама е сепак те преовладало некоја емоција што те натерало да се откажеш. Па добро, мислев дека е нели некоја болка, па викам да не прогресира нешто полошо, као ти повеќе добро, ти си се заштитил. Да, викам у тој чисто момент. Заради тоа, да. Ама општо е, на пример, ја кога сум читал за некои искуства од други тркачи,
зборат за некаков си emotional roller coaster, знаеш, кога зборат за такви како се вика, во еуфорија, па депресии, па меланхолии, па емотивно дали ти се случувало такви некои Не можам екстреми? не сум одел никогаш ни многу доле, ни многу горе, знаеш, некоја средина си секогаш држам што сметам дека мене највеќе ми одговара. Не сум оноа нешто да, нели, да ме фаќа некоја еуфорија, па после, нели, Значи, ама пак не плански, си се оставил Да, се на себе, знаеш, не природно. планирам, да, природно како ми дојде, немам. Е, па ти природно си бил како така, не дозволуваш премногу еуфорија, да. не паѓаш, природно си тука неутрален, малце позитивен, што изгледа оптимално Па да, за тебе. За мене одговара, знаеш, и тоа сум го практикувал и како супер ми оде, знаеш. Значи си немал некој emotional breakdown, што се вика. Па не, на утра ти е као, цел живот у еден ден ти дојде. Баш секакви така, работи помислеш, на многу нешта се сетеш, знаеш, цело време мисле мозокот нешто. Ама нешто вака не ти отскокнува као момент? Не, ти мислеш на некои работи, ама не си оноа фокусиран скрос на трката дека имам уште 80 километра или нешто, знаеш, тоа ќе те бутне може психички, ако јас мислам, леле сега колку е тешко тука, имам уште 80, знаеш, и не. Ама тебе тоа природно ти доаѓаше да не се замараш со тоа или како малце плански? Па не, со текот на трките, знаеш, повеќе мислиш на тие работи, како што спомнав, од точка до точка или нешто, мислиш на друго, нели, како... Да си бидеш у моментот, не се замарај со што е да. Тоа што е, нели, и да е криза, ќе дојде, ќе помине, а после може и пак ќе дојде некоја друга, знаеш, не треба као одма паника нешто да те фаќа или... Ама нешто интересно, ако ти го правиш да звучи како да е најнормално, ама ја мислам дека ти си таков, а многу луѓе не се и се нафаќаат, например, да трчаат ултра, кои заради своји лични предизвици, не знам, сака да се предизвикаат во нешто. И ако земеш да читаш како се справува со ова, како се справува со она, секојаш заклучокот од сите тие совети ќе биде како ти сега што го раскажуваш, тебе како ти доаѓа природно. Ама на луѓето не име. Да. Тоа, например, да не се замараш со што ќе биде, туку да си бидеш тука, присутен, со мали... задачки некои мали си даваш. Ти немаш прочитано негде, учено негде, така ти дошло. Да, природно, што ти викам, со тоа искуство, со тие трки, да, знам некои си имале некои проблеми, нели. Добро, претежно се биле можеби и од физички карактер, од психички нешто. Ама да, треба и когаш, нели, на тие утри пак да си некако психички поподготвен, знаеш, да си визуализираш, нели, претходно каде ќе биде, каде може да е тешко, што може да се случи. Па тоа со тренинзите си го практикуваш, нели? Да. Знаеш, тоа не е секојдневно нешто, и јас си викам, окей, денеска ќе трчам, утре, нели, нема секој ден утра да трчам, нели, и во е, баш уживам од тие, не секојдневно, не го правиш тоа, што викам, некојаш на 3 месеци, некојаш. Да. Што се случува сега периодов? Имаш детенце? Да. 3? 3 години, да. Со Светле? Да. Светле? Она трча? Па има периоди. Трча, после ќе направи нека пауза, знаеш, кај женските после пораѓаја малку по-комплицирано. Ти сега со детенцето?
Па да, окей, знаеш, те повеќе го ценам тоа време за тренинг што отколку порано, знаеш. По тоа ќе Поголема те вредност прашав, има сега. сепак си наоѓаш време? Да. Како си со тренинзи сега овој период? Тренирам редовно, сега имам некоја као цел имам веќе од 19 декември ми е секој ден да трчам, макар и 2 километра, 2. Да? 15 минути, 15, да, и веќе И сум... ти иде добро? Да, трет месец сум веќе. Секој ден нешто си... Да. Па браво, Да, супер, мислам, неам. И не осеќам, знаеш, порано кога ќе дојдам и треба да трчам сега. А сега ми е окей, ќе излезам што се 2 километра, ништо, 15 минути или 3. Ама си го стаи баш како цел. Супер ми е, да. Немам нека. Само заради конзистентноста или може нешто спремаш? Не, чисто за година две да те видиме па. Не, чисто за мене да сум постојано, немам некој план туку. Неко природно дојде тоа, као трчав некој ден пауза и еден ден излавам, правам 2 километра, нешто не ми се трчи, као доста е, викам. И па окей, можам секој ден да го правам 3 километра, не. Оти ако не трчаш подолго време, што ќе ти биде? Имаше периоди, да. Кажи што ќе ти се случи ако не трчаш некој време? Имаше баш тука некаде пред УТМБ 2018 и после тоа као некоја повреда, нешто, некои болки, не знам дали удолен дел на грб, нешто, препони, поима нема шо. И доста време не тренирав тоа и неколку месеци, знаеш, многу е и психички е тешко тоа. Кажи депресија, Да, викаш, јас нема никогаш да можам да трчам повеќе, знаеш, сите тие најцрни. Ама сега си окей, повреди нема. Да. Сега е добро. Знаеш, ти и тоа може би тај притисок пред УТМБ, знаеш, да направам резултат, да форсирав може би нешто повеќе, као некој поеќе тренинзи, оно ствари си да, претерал. лоша услова сум си направил. А вака нешто блиска или далечна иднина имаш некоја планче? Па генерално, знаеш, тоа што ти спомнав за трансферзалата, македонска трансферзала, западна македонска трансферзала, од Љуботен до Црвена Вода кај Охрид. Добро. Тоа се оде планинарски, нели? Аха. Околу 7 дена, мислам, дека се оде. Тоа организирана група изгледа некоја? Тоа се организира, мислам, да, редовно. Секоја година трансферзалец го организира и сега ние веќе, не знам, 6 години колку пробуваме да го трчаме тоа. Вие од Трекс, групата тркачи. Група од Трекс, нели, собираме и... Значи тоа си е како настан што го организира трансферзалец? Да, можеш да се пријавиш, има со шатори, добро, со водич, со тоа и си планинарат 7 дена, секој ден се спие. А вие сакате да го истрчате? Ние цел ни е да го истрчаме и најдолго до Маврово имаме стигнато. И сега... Плански или едноставно отказ? Сваќате дека ова нема шанси? Па, минатата година испитаме го и вториот дел, трчавме од Јанче таму до Мислодежда, да го провериме и вториот дел, знаеш, од Маврово таму. Ама ние тргнавме од Љуботен, планинарскиот дом, и условите беа многу, знаеш, газеш во вода, газеш и веќе стапалата ни беа, да, многу лош. Како љушпи. И Маврово, кога стигнавме, веќе знаевме дека нема шанса да продолжиме. У еден ден стигнавте до таму? За 26 сата. Без преспивање негде шаторско? Нема, на шапка, мислам на шара нема каде. Тоа е се срд на висина. И добре, сега планот ви е да го истерате до крај? Да, планот ни е тоа, да го идеме до крај, до Црвена Вода. Тоа би било, до Маврово е некаде 100 километра и од таму сигурно има уште 70-80. In one go?
Па или со кратко преспивање во Маврово, нели, да стигнеме некаде. Ама добро, што тоа, па 2-3 сата, не повеќе. Да, 2-3 сата и да, нели, јадеш, спиеш малку, ако можеш да спиеш и да продолжиш, да. И минатата година стигнавме најдолго баш од Планинарски дом Љуботен до Царевец, што е домот во Маврово. Претходна година некаде над Бунец успеаме да стигнеме, па таму со кола. Колку луѓе сте во групава? Минатата година јас и Карас бевме, а претходната година јас, Карас, Дарко Роглев, Виктор и Сања Најдовски беа до некој дел. Они се повлечеа, ние продолживме понатаму. Значи, они се бајги активни задниве години, немаат баш застанато, или? Одат. Јас сум малце последно време не ги пратам баш трейл ранинг у Македонија, па малце апдейтирајме што се случува, имаме некои позначени тркачи, резултати. Да. Појавија се и доста трки у Македонија. Доста тркачи и нормално, нели, квалитет ќе излезе од толку тркачи, што веќе и еве сега оваа година исто има на трка од УТМБ од таа серија, да, пријавени ќе одат, има екипа, мислам, Дејан, наша екипа цела. Дејан од Охрид, Антонио и Елена од Прилеп. Имаме на Лаваредо од Штип ќе одат Иван и Радмила, Мики исто од Штип. А и доста трки имаме сега, као да не секој месец, али се претходниот викенд беше Блатец, имаше вертикал километар, 5 километра со 1000 метра нели искачување. Кој ги организира сите овие ствари? Па тоа е добро што се појави и доста луѓе што организираат. Еве има екипа од Виница што организира. Ние у Штипи имаме исто трка што организираме. Има екипа Прилеп што организира. Охрид имаме трка, тука Водна матка има исто Скопје трка. А ти идеш на трки у задње време? Да. Македонија редовно си. Си ги идеш сите? Да, кеф ми е наши се тие трки. На дел се на... Ја мислев дека си онака прилично не толку активен од тркачки аспект. Нашите трки ги почитувам, значи многу е поедноставно е да идеш на наша трка, не ти треба ни ден одмор, ни планирање толку, ни е толку финансиски скапо. Да. Идеално. Ма не, тоа да, очигледно, ама ја мислев дека така некако после тој последниот УТМБ, уште година-две, со ковидов дали некако, ама тоа изгледа поише. Ја дека се повлеков и не пратам. Ама гледаш, ти редовно, да, на сите идам. Оти ја ќе те прашав дали планираш да се враќаш, ама ти немаш застанато. На Охрид трчав минатата и предминатата година 100 километра. Исто и тоа беше супер трка, мислам, таа. 100-ка? Да, 100-ка тоа беше. Тоа околу езерото нешто или? Трча се во подножјето, нели, на Галичица до Светинаум по трейл патеки. Добро. И од Светинаум одеш Магаро, исто по планинарска патека, Магаро па превојот го спуштеш и од таму се по Срт па идеш до Асан Џура, Галичица Срт. Да, и тоа е баш. И знаеш дека ја возев со точак? Да. Ја возев таа од Отешево нагоре и едно патче се исклучува и си ја тераш вака низ Галичица и кое едно село таму над Охрид. Па има Велесто. Таму, на Велесто. Ама тоа е 20 на километри. Да. Али супер е баш, ако е времето добро, имаш поглед на двете езера, мислам најатрактивна трка кај нас, дефинитивно. Значи ти си тераш уште со трки, немаш гајле. А ја пат ке те прашав деме. Не, тоа е као... Што значи вака нешто крупно у иден план е, ова што го кажа трансфер... Па тоа ми е, знаеш, како неостварено до сега, сакам тоа да го... А нешто трка некоја?
Друга вака што ти останала нереализирана? Нешто што ме што би сакал да го направиме тоа, не знам дали знаеш, трка Tour de Giants у италијанскиот дел на Алпи. Tour de Giants, кој да ми е познат. Да, тоа е 330 км, значи 200 мили. Најс. И таму имаш лимит као некој 5 дена или 7 дена нешто да финишираш. Тоа ми е као Таа е self-supported. Не, има контролни исто, има бази кај што можеш да спиеш, туш, да, тие се некои главни бази. Ако има 5, ти си одредуваш. 330, а? Да. Тоа Цела е во Италија? Да, се е во Италија, да. Ама ова сега нешто го дозна или од времето си ја знаеш како трка? Да, таа си ја знам дека обично се случува 2 или 3 недели после УТМБ обично, а и дел од УТМБ поминува на таа стаза. Од италијанската страна. Од италијанската страна. И имат некои од Бугарија имат учествувано. А наши? Наши не, се уште не. А на УТМБ наши последниве години? Па нема сега оваа година што ти спомнав ќе бидат Антонио ќе биде на сега, ама саш да кажеш дека од 2018 до сега не, наши не отишле? Не. Зашто? Уствари, не, беа Александар и Мери од Прилеп. Само не знам кога година ние бевме 18-та, они дали беа претходно или после тоа. Да, они имаат учествувано, да. Како се река Tour de Giants? Да. Друго нешто? Па немам, тоа ми е као, знаеш сега, дали со годините и као нешто подолго, потешко бараш, дали... Значи, добро, ама таа ти е останата како нереализирана желба или си имаш стаено некој конкретен датум, година до кога би сакал да ја направиш? Не, немам конкретен датум, например, можеш и оваа година да се пријавиш, ама сега со овие ковид мерки, со тоа беше стварно... А треба бодови за тоа? Не, за 330 не ти требат бодови, а имат уште една по-хардкор, таа е 450, а за таа треба да имаш финиширано, мислам, оваа од 330 да се пријавиш на... Оваа година таа, па наредната година... Сега доста е, да можам јас тоа да го направам, супер, здрави. Вау. Не, чекор по чекор не можеш одма да мислам. Али... Аве, те влечат ли велосипедски ултра траки? Оти знам дека и точак возиш. Да, имам неколку тури со точак така подолги правено. Имам од Штип до Котор со точак, Штип до Загреб. Од оние байкпекинг, си носиш со тебе, дреки, чуда, си преспиваш. Имам исто од Белград до Кјелн со точак, по Дунав, по канали, по тоа нешто правено. Тоа не ради некоја потреба. Ти си имаш желба, туризм, интересна тура. Да. Сам ги правиш или не? Па не, првиот пат до Котор беше интересно дека Штип шетам и среќавам у интернет кафе двојца дечки, едениот од Белгија, едениот од Турција, каде кидете? Бараме за Скопје као кидеме, викам, ја го знам, нели патот што ти спомнав, Горобинци, оно, знам, не е фреквентен, оно. И знаев некој хостел, тука една пријателка, нешто дечко и држеше хостел, имам и пријател у хостел, ај кидеме таму, и спиеме у хостел, и они вика, ај дојди со нас, као, а ја немам ни торби, ништо, и се враќам у Штип, одам до Радовишт, кај еден пријател, Лук од Америка. Да се опремиш? Да, он имаше торби, багажник бисаги, и као пак назад за Скопје со кола, со автобус. И со нив продолжувам и уште двајца дечки доваѓаат. Значи, буквално од денес за утре. Да, добро, тоа и слободен бев, нели? И од работа пофлексибиран, и као доваѓаат уште двајца дечки, едени од Франција, едени од Шпанија, они некаде у Истанбул се имат сретнато. Леле, јако е. И идеме као до... Они ќе продолжува Белгија, Франција и Шпанецот према дома, Турчино нешто си имаше тука, Балканот некаде, ќе ја чекаше жена му и ајде идеме низ
Сеќавам се тука Скопје, па по автопат возевме до Гостивар, таму некаде спиевме, па преку граничен премин Дебар одевме, некои градови низ Албанија и баш интересно оно секој ден си на и екипа, знаеш, 5 луѓе, интересно, готвеш. Па гледаш, не ми дошло џабе да те прашам, има и такви трки. Self-supported, не знам, Trans-Europe. Јасно, да, у тексту, нели, пратам ги тие, Трансконтинентал. Те влече да се фатиш некад на такво нешто? Па да, би сакал нешто. Ако се фатиме тандем, тоа е веќе многу поизводливо. Соло ништо направиме. Од ја, например, за сега ми се по така надпреварувачки желбиве со Гран Фондо, знаеш, по такви. Ептен се компетитив, ама од секојаш си сонувам за така настани, што се сепак трки, ама не е до толку притисокот за перформанс голем. Не е до толку сега, до грам, да мерам, до вати, до точако, до аеродинамика, знаеш. Осеќам дека уште година-две малци ќе ми прекипи од тоа, ама секогаш ми стојат у позадина такви по-релакс, ама сепак челенджинг. Да. Онака со денови, без прекинути. Ја исто као тебе, на само иницијативно со другари си имам правено тури 100, 200, 300, 500 километра, 5 дена, 7 дена, 10 дена, вреќа само позади и толку. Ама ќе те имам на ум. Да. Ќе ти имам на ум за некоја таква по-епик, што се вика, да правиме некоја. Се што е долго и нели? И тешко. Батка, што мислиш колку време забава? Немам појма, не ни гледам, но 2 сата. Така, 5 минути е. 2 сата, ја да ти кажам, имав некој список тука, ама 2 пати погледнав, секако идеше, се си поминавме, ќе те сакам па у гости. Здравје, да. Фала те, друже, па се најдобро, само здравје и ќе се најдеме обавезно некоја тура. Многу успешни епизоди, добри гости. Фала. Чест ми беше. Кул, друже.